Оно што сакал да ви кажеме, според последните информации на Државната изборна комисија, како што напоменавте и вие, значи излезноста е поголема, меѓутоа во центар до 15 часот гласале 16.593 лица, што е за 3087 гласачи повеќе во однос на истото време, значи до 15 часот во првиот круг. Конкретно овде во Јосип Броз гласањето тече непречено. Надлежните од гласачките одбори велат дека нема никакви проблеми, а проблемите кои што го одбележаа првиот изборен ден со фингерпринт апаратите се веќе надминати. Поради тоа предлагам во продолжение да ја слушнеме и изјавата на претседателката на избирачкиот одбор 2857 овде во Јосип Броз. Избирачко место 2857, гласањето поминува во најдобар ред, се е регуларно, нема проблеми со фингерот, се тече во најдобар ред. Колкава е излезноста? Излезноста од 622 гласача има излезеност 258. Така, значи како што можевме да слушнавме, она што го најавија и од Државната изборна комисија во пресрет на вториот круг, а тоа е дека проблемите со фингерпринт апаратите се веќе минато, тоа и се случува на терен, иако конкретно во центар на едно гласачко место утрово малку подоцна започна гласањето токму поради фингерпринт апаратите, меѓутоа во текот на денот гледаме дека тие проблеми се надминати. Направивме и кратка анкета помеѓу граѓаните кои веќе го остварија своето право на глас, во продолжение да го слушнеме нивното искуство за гласањето во вториот изборен круг. Мирно, убаво. Немавте проблеми? Не, Со фингерпринт апаратите? ништо. Сосем оке. Што очекувате од новиот градоначелник на општина Центар? Помалку да краде. Добро, се беше вред. Немаше. Добро помина, дојдов си гласав и толку немаше. Немаше никакви проблеми со фингерпринт апаратите? Не, слободно си дојдов си, ме скенира, си гласав, гужва немаше, таман. Во најдобар ред. Немаше Никакви проблеми. Што очекувате од новиот градоначелник? Па да продолжи со успешната работа. Така, значи тоа беа изјавите на граѓаните кои што току го оствариле своето граѓанско право на глас. За сега тие се информациите од Центар. Останува да ја почекаме следната пресконференција на Државната изборна комисија, кои што се очекува пак да излезат со најновите информации околу излезноста во вториот изборен круг.